имаме во Македонија едно јавно обвинителство кое што е самостоен орган. Од таму излегуваат две теории на случај. Едната теорија на случај е таа која што ја опфати Кочанското обвинителство, односно Скопското обвинителство го презаде предметот. Таа вели дека сите се одговорни од првиот до последниот за едно исто кривично дело, тешки дела против општата сигурност. Јавното обвинителство за гонење организиран криминал смета поинаку. Смета дека да, за тоа дело може да одговарат полицајците кои таа кобна вечер имале обврска, а не реагирале, ама другите полицајци кои претходно постапувале, значи не дале или дале согласност за паркинг, не требало да дадат, или не пополнувале записници, а требало да пополнат како што треба, тие обвинителството ги гони, меѓутоа за злоупотреба на службената положба и овластување. Значи имаме ситуација во која што едно јавно обвинителство воспоставува две теории на случај. Сега тоа е практично задача за новиот државен јавен обвинител, кој што би требало да направи некакво преиспитување на постапката за да се види дали има некаква можност за правната квалификација во овој случај да се ревидира, затоа што мислам дека е можеби подобро во самиот старт одредени работи да се расчистат, отколку да се донесе пресуда, потоа да оди на апелација, па да се врати предметот назад, па повторно да се суди, да почне одново и така натаму, тоа ќе биде еден долг, тежок, макотрпен процес и за родителите, и за оштетените, меѓутоа и за сите граѓани.